Ние реформите во судскиот совет треба да ги направиме не заради мислењето на поединци или пратеници од ВМРО ДПМН или одредени новинари или одредени актери во политичкиот живот. Овие реформи треба да ги направиме затоа што самата Европска комисија прати оценска мисија затоа што ескалира состојбите во судскиот совет до тоа ниво мисија не констатираше дека треба да се сменат 5 членови, дека треба да се спроведат системски реформи во самиот судски совет и дел од нив веќе се почнати да се имплементираат. Според нас треба да се направи комбинација од двете можности, од двете препораки. Едната е да се работи и на системско подобрување на законите, но истовремено може да ги имате најдобрите правосудни закони, не можете со истиот тим на луѓе да постигнете, да очекувате подобри позитивни резултати. Затоа сметам дека треба да има и системски реформи, се согласувам, но треба да има и кадровски реформи. Интерпелацијата е дел од нужните кадровски реформи во судскиот совет.